6-та епизода. Агенда 21, втора сезона. Вечерва малку ќе зборуваме за ова што мене барем е најфасцинантно, тоа е дека полека но сигурно северниот пол се растопува и тоа многу силно и жестоко. Упорно предупредуваат и најголемите еколошки стручњаци, изборуваат за арктичката клима и таа дека се побргу и побргу се загрева, а доказ се оние топење глечери што може да ги видите на National Geographic, например, односно оној вечен мраз, кој што нас ни е заштита. Вечен мраз. Добро вечен вечер. мраз. Па да не биде се мразно вечерва, ќе пуштиме нешто да не стопли традиционално. Ќе слушаме класична музика. Арон, кого да пуштиме срце? Кого? Дај. Викаш? Вистински поводок? По желба на Арон ќе слушаме Морис Равел, еден славен француски пијаниста, композитор, диригент и неговото Болеро. Ајде. Болеро. Значи, знаев дека има вечен мраз. Знаев. Што има? Вечен мраз. 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 Читам и си викам на што ме потсеќа Јована, на вечен мраз. На женски. На женски. Ама гледаш ти душа, абе ни ова не е вечен, и ова се топи. Значи, според сите факти кои ги прочитав, ова место е најладното место на светот. Дури е 98% прекриено со снег. И сега тоа исчезнува. И според мене е најголемата најава за апокалипса. И се предвидува дека врнежите ќе се зголемат за 20%. Страшно. И тоа е омилената тема на нашиот колега, што го баравме безуспешно, Леонардо Ди Каприо, кој кажува дека тоа е најгорливиот проблем во климатско Така е. затоплување, нели, топењето на северниот пол. И три важни работи, значи водата мразна се топи, глечерите се топат и што е најважно таа така наречена ледена капа на Гренланд. А што е ледена капа на Гренланд, Јована? Ќе едуцираме сега момент, имаме час по ледена капа. Ледена капа е всушност маса создадена од лед и мраз, која покрива над 50.000 метри квадратни. Таа маса се нарекува ледена капа, затоа што изгледа како капа. И што е интересно, таму се сите оние ледени плочи кои што сте имале можност веројатно да ги гледате, па кои што се како парчиња распрскани, како еден импресионизам, кој ќе ги видите од дозгора, од горен ракурс. Ледената капа е стварно еден импресионизам. Сега, колку е потопло времето, значи колку е потопла климата, глечерите логично се топат, а оваа ледена капа и Гренланд имаат огромно значење за оние фосили билки кои што разговараме секоја агенда 20. Да, и се загреваат 3 пати побрзо, да. од глобалниот просек, и тоа одозгора ако се гледа, точно се забележуваат потемни делови на океаните и морињата. Тоа е таа, нели, топла вода што ги топи мрзовите. И колку ние не го освестуваме фактот дека таа е нашиот господар, а не обратно. Така И е. веќе 60 милиони години постои ова глобално ладење и колку ги менува условите на површините без мраз до површините со мраз. Со мраз, точно. Значи, браво, Кеко. Воодушевена Многу сум, ти си фала. почнал да читаш. А инаку само ми кажува нешто за загревање, многу Па кај може да безимурлив. чита покрај тебе? Ја не би читала да сум христијан и со Јована, што ќе читаш? Тоа време да идеш нешто да прочиташ на интернет. Наслов евентуално. И знаете дека се шета со гетите што му ги сплела баба му. Како со гетите? Па така со дебелите чорапи. Со гети иде? Да ви кажам, Гети, мене би става ако снима волшебното ставаче многу ладно беше. Цело ношно само че сум со Гетиот и беше ладно. И сега на стари години татко ми покоен ми купи едни и ги имам се уште, ама се толку дебели што ги користам дома и како влечки. Не треба, значи толку е дебело не можеш да го ставиш во влечка и си тераш со нив. Тоа исто колега, исто, видиш? Нема повеќе судивна генерација. Со Па гети. зошто не ќе да настинам јас? Така да Не знам што е го толку чудно, леле, се влакнеме например. Да. Не знам што е толку чудно, а степенот на затоплување е забележан уште од 1980 година и е 4 пати поголемо затоплувањето отколку оној од остатокот на светот. Да, и многу повеќе е забележано последниве децении затоплување отколку претходно и тоа е особено што е парадоксално во зима повеќе се Се затоплува, да. отколку
да речеме, глобално затоплување не уништи. во Аляска и Канада е, например, 4 степени во текот на зимата, што не е забележано претходно. Да, да. 4 Што степени е кај топло нас во Скопје. Да. Години венаназад. А дали знаете дека во Лонгјарбиен температурата се зголемила за 0,20%? И тоа уште од кога започнале мерењата. И немојте да мислите дека започнале во 85-та мерењата. Да, многу е лош таму моментот со тие дождовите. Да. Таму има врнежи, велат енциклопедии, за 5% повеќе последниве години од порано. Знаете ли што е 5% на таа глобална маса? Тоа е да се исплаши човек. Сега вика, количината на врнежи и брзината на реките допринесуваат Арктикот да е влажен од 2000 година. Значи, ова е во својата последна рапидна фаза од 2000 година, значи тоа е 23 години. А викаат дека за уште најмалку толку, 23, 25, 30 години, ќе почне да се приближува сериозно на крај. Така е. Да. И она што е па најстрашно и што тоа е природата непредвидлива, колку повеќе врнежи, толку повеќе облаци се формираат горе. И тоа е еден, како се вика, перпетуум мобиле кој не така е. Бе, Кико, кога веќе сме кај облаците, ова Кико може да е Аладин, а? Мислам, значи, пониски облаци, Аладин. помалку да леташ, подолга летна сезона, текно е намален морски мраз, но не се до крај истражени облаците. Верувале ви или не, се е во знакот на неизвестно, што значи не се толку крај истражени, ама еве Кико е генерација која што ќе истражи. Они летаат во Облаци. облаци, не ги истражуваат. Така е. А складирањето на топлина е многу поголемо во океаните отколку на копното. И дури океаните имаат еден ефект на ладење. И кога има глобално затоплување, тие влијаат врз тоа. Аха, значи, овој географија го учев. Сега да сведам дали точно сум разбрал. Ајде. Значи, кога паѓаат температурите, океаните испуштаат топлина и го намалуваат ладењето. Така? Така. Научи ле. Браво. Паметен, бе. Само за тагитите не знам што да правам. Јас сакам потенки чарапчиња со апликација од планета Земја. Не сакам гети. Време е за филмче, ама без гети. Филмче, биоскоп. Природата ја сакаш и ја чуваш. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Рамнотежа, ведрина, здравје, добра вода баланс, повеќе од вода. Да. Имате стар фрижидер? Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад.
Водата е емоција што тече. Проучете ја природата. Врбите што плачат растат на бреговите на езерата. Сакајте ја природата, никогаш нема да ви изневери. Природата се сака и се чува. Опасниот отпад се селектира. Алармот во светот е вклучен од 70-тите години, од 20 век. Кај нас часовникот е застанат. Агенда 21, сезона 2, епизода број 6, гостин вечерва Игор Атанасовски, алијас Гуру Харе. Добро вечер. Леле, мислев ќе го најавиш Игор Джамбазов Гуру Харе. По навика. Добре дојде. Благодарам, добро ве најдов. Знам дека нема да не изгледаш кој ќе кажеш дека гледаш агенда, ти знам дека гледаш агенда. Гледам. Не затоа што сакаш, туку ќе те испитувам после пред концерт и нема да знаеш ништо. Нема тебе ти спрашавме на една проба јас и Игор и видовме дека ти навистина знаеш и се интересираш и ти е важно. Да. Баш ти е важно. Ај овие по дефолт прашања да ги селектираш отпад? Сега одговорот е негативен, не затоа што не сакам, бидејќи затоа што немам едноставно услови. Не ти дозволува. Кај мене во населба има контейнер кој е за се.
еден контейнер за се, нека биде апел, еве бидејќи живеам И во тоа едно те живееш во една од поубавите поубавите и поурбаните населби населби во Карпош. градот. И се надевам дека наскоро Во кој дел од Карпош да знаеме да порачаме? Улица Вич. улица Вич. Улица Вич. Легендарната Вич. улица Вич, еве апел до надлежните да му Да. овозможат на мојот гуру да не ми се нервира пред И концерти. да се вика да има. Пакомак цртичка Гуру Харе. Нека се вика како сака, навистина со задоволство би рециклирал, Колку и да селектираш дома, па сепак на крај ќе на крај треба да се однесе тоа го ѓубре оформиш. некаде. Во така. секој случај јас можам да потврдам дека ја имаме и тој и јас таа една еколошка нитка во себе, иако ние се занимаваме со друг вид на екологија, ние Да. ја чистиме македонската музика од треш, Треш. од плейбек, и од вируси. од вируси, Да. од турбо фолк и од така. Така. Но за него сум сигурен, тоа сум го видел со своји очи по патишта, по хотели, дека внимава многу на тоа. Да, тоа што Каде е се од- фрла, што се фрла и така. Од општа култура, целиот состав наш, значи тоа не е нешто наметнато и нешто што треба да се опоменуваме еден друг, едноставно ни е влезено во Генерацијски е тоа Навик. веројатно. Генерацијски е тоа веројатно. Како мислиш дека може да помогнеме кон ова глобално затоплување? индивидуално вака, ете да не се пали кола Ко нема потреба. непотребно. Пример, кога идам кај Игор на гости, од Карпо 4 до Козле, одам пешки, воедно и се рекреирам, Да. секде кај што можам да пешачам, го користам тоа, нели, двостран е бенефитот и добро за здравието. Се не знам скопскиот воздух колку е препорачлив за Катастрофа. дишење, но ете така со некои такви Пред некој ден бевме шести, Чекори. па трети кај да ја сам кријат од нас, мислам дека Ние сме какви први. сме, не Веројатно знаеме и ни страшно е први тоа. ни Да. во тоа да бидеме. Да. Ама еве кај да е. Слушај сега, да не биде све вака да позитивно и ние се знаеме за екологијата, сигурно Да. секој од нас има по една лоша еколошка навика. не тоа несомнено. Која своја лоша навика би ја променил, која е екологијата во прашање? Па, да престанам сосема да користам најлон. Да. Аха, да. Пластични шишиња. Да, ете тоа. Јас меѓутоа, имам забрана да држам пластични шишиња кога е љубената во државава. некогаш и тоа е невозможно. Да. Колку и да не сакаш, Да. Па и едноставно. нема Како со стаклена како со вода. законите ги има, ама не се спроведуваат. Така Така е. и ова. Ги имаме свест за тоа, ама нема каде да Највеќе рециклира. има пластични шишиња вода. Значи највеќе. Ја Да. стакло не сум видела, многу Да. ретко гледам стакло, А тоа флаширано. колку што јас се информирам, ете се трудам да бидам информиран, постојат многу видови на пластика и некој од тие воопшто не е препорачливо водата да остане подолг период. Ние кои ќе ја купиме таа пластична вода од самопослуга или од негде, немаме сознание колку време веќе Да, и на второто, третото полнење. полнење, таа вода што се ставила од Токму чешма, така. веќе има вкус на хемија, на Да, бидејќи- разложена пластика. Бидејќи пластиката не е предвидена за повторно да ја полниш, а луѓето нели си ја користат многу пати и тоа е Да. до Прилично долг пат имаме за одење имаме, додека да. ја исправиме работата како што треба. Например, батериите од далечинското, кои ќе ви рикнат дома. Кај ги фрлате? собирам у кесичка. Така? И имам и во Тинекс, имам и на Мак Петрол. Кај што можеш да ги кај рециклираш? што можам да ги Е сега, за сега, до да. таму за да стигнеш Еј, Овде имаш воздух од слепче. од слепчански воздух, прво го издишуваш Прво. убаво, и после служи за И чување на после тоа ќе си ги не ти отварам, тука ќе си ги ставаш сите батерија, ти како гитариста користиш нели јас сум батерија. гитариста на На струја, струја, некогаш да. работам и на батерии. Добро работа. Ама еве од далечинските управо. Да, па значи, има така. батерии. Благодарам. Еве Баш е и убаво. да речеме, јас знам, мајка ми е одговорна за оваа тегла, еднаш ќе имам дадено и ја гледам полна, вика не уште мал се може и потоа ќе рециклирам. Така да навистина се наоѓа за Да, подобро. да, да, практично. За крај е, сакам ќе да се го чувам. прашам ово. Малкумина знаат дека Гуру Харе потекнува од Свети Николе. И сега со новиот пат се почесто е кај неговите родители таму. Сакам да ми кажеш како во тие помали места. Што се случува таму? Има ли некаква свест воопшто тргнато ли од нула тоа? Па слушај, повторно се сведува на она индивидуална култура и Да, зборувам за воспитание. Свети Николе, нели? место кое не е загадено, кое е далеко од големите. Иако има во околината некакви погони и тоа, но е убав, Како чист, прво чист воздухот е е многу воздух. чист, бидејќи местоположбата му е таква, секогаш има ветер Овце некој. полие, ветер си има. Второ, нема некаква индустрија голема што Так. би го загадувала.
И трето, верували или не, самите луѓе се уште ги држи тој воспит што викаш ти генерацијски и го пренесуваат на помладите повеќе отколку нели ние урбаните Скопјани овде малку за жал сме подиви. Да. Не знам зошто е тоа така што да на еколошката Размазени сме, размазени. Да, едноставно научени се да биде во пластика, во кесе, во амбалажа. Сепак мислам дека на добро скалило Знаеш како видов јас Свети пред Николе. некој ден имаше фотографија од Скопје, демек покрај контейнери. Ѓубре, како што знаеме да гледаме, и од стола една женска пуштила фотографии. Ова ви е од Рим. Идентично. Исто, а? Исто, да. Значи, проблем на големите градови. Нели? Да, ама еве Гуру Каре си настапувал низ Европа, знам дека со Кики Џајковски беше на турнеја со Кокан по Балканот и тоа си бил во големите градови, знаеш дека не е исто како овде. Не. Најголем впечаток ми остави пред 20 на години во Загреб. И тоа пред 20 на години, можеш да мислиш сега како е. Апотека. Цел град има, знаете, како во црква оние што се за со песок големи за да свеќа да си ставиш. Овие се направени исто така на секој чекор со песок и опушокот. Да си го ставиш. Само го ставаш и си продолжуваш. Да. Потоа некој ги собира Или го менува песокот и ги функционира извонредно. Да. Иете пред 20 години реков гледа колку едноставна идеја, колку функционална. Инаку ние Абе на Нов Зеланд забранија пушење, дечки. Така е. Нема пушење ни на отворено ни дома. Знаеш како, јас сум пушач. И на времето кога почна законот за да не се пуши во затворени простори, тоа ми беше нешто страшно. Сега, кога свириме во некои места каде што се пуши, Ти пречи. не само што ми пречи, туку се чудам како сме можеле Да. на времето да... Така е, да Цел функционираш. живот и не ни пречело никога. Не. А баш ки ние сме пушеле. Да. Јас ден денес на отворено пушам. Блуз што- концерт, раскажувам Да. приказки и пушам. Така што и тоа со Нов Зеланд, знаеш, од ова перспектива и од ова гледна точка не изгледа можеби ригорозно и невозможно, но не е така. Да, да. Кога еднаш ќе се вкуси нешто малце поквалитетно, тогаш изгледа логично и сваќаш зошто Мислам е дека така. се досвиста и да нашето мото на Агенда 21 во Дефинитивно. оваа сезона е за се сме ние виновни. Точно. Ти благодариме што Фала, дојдеш. Харе, што Дечки, дојдеш. Продолжи да Благодарам. гледаш агенда и се Да. надевам дека се сложуваш дека и покрај тоа што можеби нема кој знае какви брзи резултати да видиме од сето ова е сепак пионерска работа што Така е. правиме Весна и јас. Точно така. И ти благодарам што дојде да помогнеш во тоа. Прекрасна е Да. темата и се надевам дека ти со личен пример и понатаму ќе помагам. Така е. Thank you, thank you. Thank you, Гуру Харе. One and only. Искористената електроника е причина за 40% од оловото пронајдено на депониите. А знаете ли всушност како се загрива Арктикот? Со доток на топла вода од северниот дел на Пацификот. Колку е апсурдно, ти преска што кажа, во најладното. Вели сценаристката вели, а и јас велам, а и вие најмногу треба велите младите, што велат научниците? Дали они имаат некакви предвидувања до кога ова ќе трае? Оти навистина мора да сватите дека е тешко да ја предвидиш природата. Таа е навистина непредвидлива и тоа е таа природна променливост на која не може да сметаат баш сите научници. Така е. Но е сигурно трендот на затоплување на Арктикот ќе продолжи да е се посилен и посилен, што е стварно. Леле, Кико, многу те сакам вака кога си романтичен. Дури сакаме заедно на Арктикот да одиме. На Арктикот ќе одиме. Ама ќе Ама одиме заедно. без гети. Заедно ќе одиме, ама без гети. Малце да ти се заодат тоа петиците еколошки, ама јас ке те стоплам. Готово, Игор, отидовме на 18. Ова двугодишна возраст да не гледаат од другата страна на гледаност. Ќе бидеме со печат над 18 годишна возраст за гледаност, една агенда од таму полуголи и не е лоша идеја. Јас и Игор во скафандери ќе се сликаме, оти и имаме Не бе, витки. може би едната сезона направиме тако гети шоу, еколошко гети шоу. Сите во костими за капење, кој Ја и заплаша ти и со скафандер. поедни гети таквица. Значи, дечки, да заклучиме. Значи, Така е. оваа атмосферска циркулација ќе допринесува се повеќе и повеќе за глобални климатски промени.
морето, океаните, океанскиот систем кој би требало да ја регулира таа климатска рамка во светот и на планетата е во дисбаланс. Колку ова ќе трае, баш би сакал да чујам некој од овие нашиве научници да ми предвидат. Да, ама тој се загрева дали со доток на топла вода. Сега, што е фората? Ако тој се загрева со доток на топла вода, тоа значи дека имаме поголема радиација. И сега морскиот мраз, како што се топи, затоа имаме поголема радиација. Колку е важен овој баланс, за тоа никој не зборува. Значи, сите молчиме. Оти Арктикот е навистина баланс на земјава планета. Или, например, глечерите, како што се топат, влијаат врз нивото на морето. Да, им влија врз тоа, ами кога ќе се топат, од нив излегуваат тие стакленички гасови, да бидам поточна метанот. Така И според сите светски организации, сите глечери се повеќе се намалуваат, загубата е огромна и е многу страшно. И се испушта метанот, да. Затоа се повеќе ќе расте нивото на морето и се повеќе глечери ќе се топат, затоа сите зборат за климатските промени, колку се тоа они важни за се. А дали знаете дека јаглеродниот диоксид или CO2 повеќе се раствора во ладна отколку во топла вода? И тоа допринесува до киселост на океаните, а еднашка зборувавме и за киселост на врнежите, нели? Која киселост предизвикува смртност врз морскиот океан, а со тоа и врз животинскиот свет. Значи сите оние морски ракчиња, ежиња, коралчиња кои што ги гледаме, сите тие се ранливи и може да изумрат. Тоа е катастрофа. Тие киселински дождови, значи деца кои паѓаат тие киселински дождови, паѓаат врз шумите. Можете да замислите се што има по тие шуми и оваа киселина што му прави, тоа го гори. А да не зборувам за дивиот и живиот свет кој живее на тие дрва, во тие џунгли, во тие прашуми, или каде да се наоѓа. Или колку се ние, не знам дали се забележал, колку се ние бели мечки. Обично кога бевме мали, нели, кога ти покаже, се по-големи, сега се костури. Нема што да јадат. Да и да не го заборавиме морскиот отпад кој што е најчесто преработениот. О, тоа е најстрашно, да. Да, и во морињата, на крајбрежјата и тоа е уствари металот, пластиката, гумата, текстилот, дрвата, хартијата. И затоа што исто така и птиците се хранат од водата, мислејќи дека е храна, најчесто е пластика и тие се задушуваат. Не само рибите. Морските птици, мислам, тоа е дигестивниот тракт страда и умираат на лице место. Најчесто се тоа висока концентрација на токсини, отрови и баш е страшно и жално. Страшно. Знаеме дека нема поголем монструм од човекот. Точно е тоа. Нема. Јас пред некој ден сватив дека еден мој хит всушност бил еколошки хит. Што збори? Само што не сум размислувал јас така. Што и направија на екологијата тие што треба да се грижат за неја? До какво дережење донесува? Не се издржва ова појке, не се издржва. Кој ќе издржи од ова појке, тој нек раскажва. Не се издржва ова појке, не се издржва. Кој издржи, тој нек раскажва. Така е. Значи, си имал права, визионер. Чао! Чао!